И самиот настан е организиран за зближување на луѓето и не може да не биде во духот на мирот, затоа што и ангелите кога се обратија до пастирите кои што први се зачудија за она што се случува во пештерата, тие им рекоа слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Тоа е поука за нас христијаните дека секогаш треба да се стремиме кон тој идеал, да има мир меѓу луѓето и како што вели апостол Павле, доколку е до вас, бидете во мир со сите луѓе. Значи, расправиите, недоразбирањата треба да се тргнат настрана кога сакаме да имаме човечки однос. Пораката што ја испратив внатре беше токму тоа, длабоко во нас да имаме почитување кон сите луѓе и да го препознаваме образот Божји, на совршенство во секој човек. За да биде во манир на христијанството, многу е важно да разбереме зошто е даден називот на денот пред Божич да биде бадник. Тоа доаѓа од будност, да бидеме будни, значи не напиени, не со трубачи, со, световна музика, туку во тихование и молитва, затоа што човекот ако умот да го фокусира на она што е важно, тогаш и ќе има успех во нештото. Утре е Божич и нашиот духовен човек треба да биде насочен кон таа радост дека Бог стана човек, за ние да можеме да се обожиме и да се спасиме. Па затоа, што е важно? Во нашите храмови ќе има вечерна богослужба, која што ги опишува настаните кои што следат. Се присеќаваме и на пророштвата дека раѓањето на Христа не стана туку така и некој го прогласи како свет чин, туку беше најавувано многу детално од пророците. Денеска на овој прекрасен ден, празник, бадник, уште една сме заедно со учениците од средни училишта во рамки на проектот Безбедни училишта, каде што домаќин е гимназија Гоце Делчев и овој настан се одржува по 11 пат и е една од првите активности која што всушност како идеја дојде од самите ученици, а всушност тие тогаш изразија желба да ги запознаат различните од себе, култура, традиција, вера, обичаи, да знаат повеќе за другите кои што живеат на нашето подрачје и меѓусебно да се запознават и повеќе да се почитуваат, што всушност е нели интенција на самиот проект Безбедност и заштита на младите без оглед на нивните различности, безбедно живење во нашиот град. И како што кажав, значи денеска е домаќин гимназија Гоце Делчев, тука се присутни ученици од сите училишта од подрачје на Куманово. Проектот продолжува и со други активности, не само за овој празник, туку и за познавање на културата и традицијата на сите други етнички заедници кои што живеат на наше подрачје. Првиот настан го организираше СВР Куманово одсек за превенција, понатаму самите училишта од година во година си превземаа организација и ти имаат еден свој редослед, всушност и наредната година редот беше на Државно средно училиште Киро Бурнас, па така среќата сакаше и паричката да се падне во директорката. Значи, ние сакаме секоја година што повеќе да имаме учесници, повеќе институции, организации кои што поддржуваат вакви настани, така да од оваа година се вклучи Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, каде што се членови неколку институции и родители од сите основни и средни училишта. На тој начин сакаме здружено да што повеќе имаме активности, што повеќе да се превземаат мерки за безбедност и заштита на младите и рано препознавање и превенција од сите форми на асоцијално однесување на младите. Јас сум Елза Мемети, трета година во училиштето Наце Буѓони. Многу ми е мило што сум дел, значи во овој активност и јас сум член во училишниот тим за безбедност и би сакала што повеќе ученици да учествуваат во вакви активности и среќни празници. Јас сум Косара Алексовска, ученик на гимназија Гоце Делчев, исто така сум член на тимот за безбедност. Чест ни е денеска што нашето училиште е организатор на ваков убав настан, на ваков убав празник. Исто така многу ми е чест за тоа што се собравме во толку голем број. Се надевам дека наредната година и после неа ќе има уште повеќе и дека ќе имаме можност нешто помасовно да направиме. Исто така многу ми е мило за тоа што има ученици и од
и од албанските училишта кои што денеска се дојдени и сака да ја запознаат нашата култура и се надевам дека и ние ќе имаме можност да ја запознаеме и нивната култура на некои нивни празници.